Со блокирање на една лента од магистралниот пат Штип-Кочани во општинскиот центар Облешево, иницијативниот одбор за спас на оризопроизводството го реализира протестот поради неостварените ветувања на владата и неисполнетите барања на оризопроизводителите, поврзани со откупот на оризот, цените, субвенциите и зелената нафта. Представниците на земјоделците истакнаа дека се излажани по кој знае кој пат и цената на арпата и белиот ориз никогаш не биле пониски од сега. Овој протест го организираме да скренеме внимание за лошата состојба во оризопроизводството. Цената е толку ниска што не можеме да преживееме. Никогаш не е била цената од 15 до 22 денари, сега е ниска цената, неисплаќање на субвенции. Од тоа, овој протест е трети поред, негде четврти поред, се уште владата нема слух да најде начин барем дел од нашите потреби да не ги задоволи. Ние не сме фатени со ниедна ковид мерка која ги владата рекламира дека се 5 на број. Затоа бараме исплата на редовните субвенции кои ни следуваат по закон до крајот на да почнат да се исплаќаат до крајот на февруари месец. Беше обеќано дека ќе се исплатат до 31.12, не се исплатени, сега сме на прагот на обработката на површините и тие средства ни требаат. Редовните субвенции да не се исплатат. Субвенциите за зелена нафта да ни се дадат, бидејќи нафтата ни треба. Доколку владата не одговори позитивно на нивните барања, тие ќе преземат порадикални мерки со целосно блокирање на патиштата. Ако се оглушат и од овие барања наши, ние ставени сме под свршен чин и ќе продолжиме со порадикални мерки да го блокираме патот, регионалниот пат Штип-Кочани, мислејќи дека со тоа ќе најде слух државата и ќе ни излезе во пресрет. На денешниот протест иницијативниот одбор имаше подршка и од Сдруженијата на тутунарите од Прилеп. Јас сум Игор Мирчевски, тутунарите од Прилепски оддел. Денес сме дојдени во општина Чешиново Блешево да изразиме поддршка на оризарите, исто како и ние и тие се сочуваат со проблеми при откуп и ниски цени. Значи ние како тутунопроизводители на сите земјоделци што ќе прават протести, ќе изразуваме поддршка и со присуство и секаква поддршка како што може да се очекува. Само така на таков начин можеме да се обединиме и нешто да постигнеме, бидејќи вака расцепкани, секој со своји протести, мислам дека минимални се резултатите. Земјоделците се пожалија дека се прават едностранни комбинаторики околу сеидбениот план и наводнувањето, што може да ја задосни сеидбата, а голем број земјоделци поради неисплатливост воопшто нема да ги сеат своите површини. Во поедини атари се прават планови по партиски клуч, поради што ќе трпе земјоделието, кое наместо да се развива, се повеќе пропаѓа. И сега више при крајот на февруар месец уште немаме план изготвено, нема донесена одлука кој е полесно што ќе биде засејано. Бидејќи се повлечуваат на одлуката дека е подобро што помалку да се сее ориз во оризовите површини, затоа што им фалат број на вработени, фалат водари и безброј други прашања што не ги решаваат со институциите во Скопје, го пренесуваат самиот проблем на оризопроизводителите. Значи наидуваме на површини засеени со ориз, што сега ова година, бидејќи нема доволно водари, ќе ги оставаат за крски култури, а останатите површини уназад 2 години што ги сеја од плодно земјиште, од ниви прва класа створија бари, шавари и трска, просто необработлива површина. Жално е за гледање, жално е што оризопроизводството го донесува до тој степен да не можеме да ги решаваме старите проблеми, а уште не почнале за новата сезона, наидуваме на сериозни проблеми. Поради приближување на стартот на сеидбата, земјоделците очекуваат брза реакција од страна на надлежните, бидејќи се подготвени да одат до крај со исполнување на своите барања или ќе излезат на патиштата со целосни блокади.